Правите се глуви на врескањата на лудачите на новото доба кои со презир гледаат на жените домаќинки кои немаат амбиции или вештини да станат менаџерки, милионерки, гувернерки, амбасадорки. Тие јаки типки не знаат кај им е домата и кај им се децата. Во голем број случаи, нели? Домаќинката е пред се мајка која го храни, чува и надгледува своето потомство. Да, готви за семејството, не му купува ручек кој ќе излезе од работа во 7 вечер или ги држи децата, да кажеме, цел ден на грицки или пица на парче. Тоа нема врска со еманципација или она јас као модерна жена, ми се може се. Има нешто што не може да го избрише ни една од тие лудачи, а тоа е инстинктот на мајка и жена. Тоа е биолошки во жената да биде алфа и омега во домот или што вие велите домаќинка. Тоа не е ниту проста, ниту понижувачка улога. Ајде да те видам биди супер домаќинка, а? Колку жени тоа го можат денес од овие распекмезениве? Нема ништо понапорно од тоа и поодговорно да бидеш супер домаќинка. Рече си секоја будала може како многу јак менаџер да дреме пола сат по ресторани или пола ден по ресторани и да паламуди за милионски сделки додека децата му се шибаат увена со хероин или по цел ден јадат начос додека на 18 години не закача чир на желудник или нешто уште пострашно. Во секое нешто, драги мои, се крие зрното на пропаста. Така и во она што го врескаат оние лудачи не е се така розево и еманципаторски, ви се молам. Ја убиеш ли женскоста во жената и нејзиниот инстинкт за заштита на домот, си ја убил мајката. Ја убиеш ли мајката, си го убил целото човештво. Затоа сметам дека кампањата за кексо домачица е многу окей, па дури и многу секси. Па и познатиот колега Чкале утврди дека секс е всушност врста на кекс. Значи секоја домаќинка е секси. Тоа ви изборам јас уствари цело време. Ајд! На ручек, вашите мајки го сготвиле. Благодарам. Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е бе следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда, ова болестиве од животни што ни се лепат као мени у кафана да гледаш. Само што нели менито е на Светската здравствена организација. За оваа сезона ќе ве молам дајте ми мачја мигрена со папагалска ехолалија као дресинг. Со оглед на тоа дека не третираат као говеда, мора да не плашат со вакви глупости, нели? Ако тезата што ни ја продаваа беше дека некој кинес лапнал лилјак и така се разболел од ковид, се поставува прашањето кој е нултиот пациент што му го опнал на мајмунот па фатил сипаници. И уште тезата дека највеќе луѓе се заразиле на некаква геј забава. Кога нема кого да обвинат, најлесно е да кажат дека пешкирите се криви. И после Сашо е хомофоб, ги мразело братните, а овие што пробуваат да ве обвинат дека сте прошириле зараза низ цела планета, тие се окей за вас, така? Јасно ви проблемот. Само не ми е јасно колку ќе обвинат ако се појави епидемија на слонски заушки. Веројатно тогаш ескимите ќе ги обвинат. Се е логично кога СЗО е во прашање. И како ќе носиме маски без затолкави уши за да не се заразиме? И брисо дуво ќе ни земаат. Чути, уствари, болje од дуво да ни земат него од гс као на кинезине што им зимаа. Тоа е малку непријатно, имаш тегоби кои ти обрцне тоа. А и логично е дека вирусите се незгодни суштества и можат да избегаат од лабораторија. Не бегаат 100 години, али кога ќе почнат да бегаат, од 2019 сега бегаат по принципот како први така други и ќе си бегаат у наредниве 10 години. Ако Путин не замаа сите со нуклеарки, па некако вирусиве да ги потамани со нас. Шо знае бе вирус, шо е прувета? Дечкото му се искачало малце да прошета на воздух и си рекол, чуја малце ќе излезам, па ќе ја напуштам лабораторија, па светот и животот е и надвор од лабораторија, не е само внатре. Јоп, патот под мозе. Јеби го, од сега ќе викаме глуп си ко вирус, не знаеш кај одиш.